Следите тренинга во продолжение, следниот соговорник е доктор Константин Коцев, специјалист радиолог во Градскиот завод за белодробни болести и туберкулоза во Белград. Реномирана и референтна установа со повеќе од 100 годишна традиција, со акцент на радиологијата на респираторниот систем. Речиси 10 години е дел од Националната антидопинг агенција на Република Србија. Истата како дел од 8-члениот српски тим, а во рамките на меѓународниот тим на допинг контролори ја представувал на Олимписките и Параолимписки игри во Париз 2024 година. Коцев тешко го прифати овој разговор, зошто со целата негова скромност не бараше сама промоција, особено не во овие тешки моменти, кои како ужасно цунами го удавија неговото родно место. И со почит нагласува дека ќе даде се колку што може да им помогне на своите сограѓани кои во моментот се лекуваат низ белградските болници. Разговорот со Константин Коцев го снимив деновиве токму во српската престолнина. Инаку Коцев потекнува од Кочани, а воедно и од лекарско семејство. Тој се осврнува и на состојбите во Кочани и генерално прави паралела помеѓу македонското и српско здравство. Ево го разговорот со него. Господине Коцев, каква беше вашата првична реакција по информацијата за трагедијата во Кочани, градот од каде потекнувате? Па знаете како, најголемите несреќи доаѓаат ненајавено, нормално ненадејно. Тоа е еден огромен шок, особено кога се работи за луѓе што ги познавате директно или индиректно. Моите родители се уште живеат во Кочани. Кога ќе ме прашаат од каде сум и после 20 години, јас велам дека сум од Кочани. Нашиве македонски автори убаво рекле дека домот ви е таму од каде што ви доаѓаат вестите, тоа го вели Горан Стефановски. А Петар Мандревски вели дека домот е таму од каде што ви доаѓаат гробовите. Најлошата комбинација е кога најлошите вести ви доаѓаат токму од таму од каде што ви се гробовите, значи од домот. Мојот дом е се уште Кочани. Не сеќате во Кочани и пред неколку години ковид пандемијата, при која земјите меѓу себе се помага со потребата од инекција. Дали на сцена е медицинска дипломатија, за која се почесто се зборува? Земјите меѓу себе да се помагаат, што беше случај и овој пат кога Србија изрази подготвеност да згрижи 30 македонски граѓани кои се повредени од трагедијата во Кочани. Па дефинитивно медицинската дипломатија постои и таа постои некаде под површината на водата. Ние не ја гледаме, често забораваме на неа. Морам да бидам искрен дека таа кованица, тој термин, прв пат го слушнав од еден мој драг колега, еден одличен пулмолог од Скопје. Го употреби во еден негов семинарски труд пред многу години, значи пред 10 години, и многу ми се допадна. Тоа го покажа и ковид пандемијата. Покажа дека земјите се поврзуваат на тој начин, дека земјите ги користат своите лекари за правење на конекции што можеби на дипломатски план се и невозможни во даден момент. Ковид пандемијата покажа дека не постои fair play, дека секој се бори за себе и за својата нација и дека тука не постојат никакви правила. Токму поради тоа сметам дека сите земји што имаат компас, што знаат каде одат, посветуваат доволно внимание на својот лекарски кадар. Она што сакам да го нагласам е дека ако ја читате првата Женевска конвенција донесена на 12 август 1949 година, во глава 4 член 28 е нагласено дека единствено лекарите и свештениците не може да имаат статус на воени затвореници. Значи, во случај да бидат фатени, тие ќе бидат ставени во служба на силата која ги превзела, и тоа може да бидат задржани само во одредени околности ако ситуацијата на фронтот го наложува тоа. Значи, тогаш пред се ќе бидат употребени со цел да им помогнат на војската што ги заробила,
но тие имаат некои бенефиции, единствено тие може да ги посетуваат затворениците од своите редови кои што се наоѓаат во тие кампови. Значи, на времето се знаело кој заслужува почит, а кај нас почитта мислам дека веќе ја нема и дека на одредени професии луѓето се сеќаваат само во случај на крајна нужда. Морам да го споменам и мојот драг пријател, отец Димитар од Кочани, кој што сега исто така се најде во центарот на вниманието како и јас, веројатно не сакајки. И сега луѓето ја кажуваат вистината. Отец Димитар го спаси Кочани. Отец Димитар успеа да го смири Кочани. Мислам дека тоа е голема работа. Коцев, градот Кочани важи за град на оризот, но многумина го познаваат и како град каде се дила дрога, се поврзува со франкфуртската мафија, со случајот детонатор. Вие сте релативно млад. Како го познавате и го знаете Кочани? Јас морам да ви кажам дека Кочани не го познавам како таков. Луѓето со кои што се дружам во Кочани не припаѓаат на тие структури. Градот е дефинитивно видоизменет. Значи, на секој доаѓање во Кочани делува се потажно и потажно. Буквално срцето ми се кине кога од Кочани се враќам кон Белград и очекувам дека со секој доаѓање ќе го видам се потажно. Не знам како ќе го видам сега кога ќе се вратам пак. Ова е еден голем удар. Градот буквално беше на умирање. Долги години се мачеше. Се случува работи што едноставно не можев да ги сватам. Значи, мојот мозок не можеше да ги процесира. Зошто Кочани секогаш беше во топ вести во црна хроника, зашто ја пополнуваше таа црна хроника. Но факт е дека тоа беше така во последниве неколку години. Кочани во моите сеќавања нешто сосема поинаку. Можам да ви кажам дека Кочани во моите сеќавања е град на честни, трудолюбиви луѓе, на луѓе што и текако посветуваат внимание на перцепцијата која што оставаат во јавност. Во Кочани постоеше здрава компетиција, зборувам за мојата генерација. Значи, тука беше фраер, оној кој што знае повеќе, оној кој што надвор од училиштето има уште еден куп други во наставни активности. Оној кој знае да свири гитара, оној кој знае да пее, да црта, оној кој игра шах. Јас се сеќавам на такво Кочани и само такви луѓе се во моите мисли. Кочани е град на брилијантни поединци. Еве само Кочани може да ја понуди на Македонија личен и професионален капацитет таков да биде доволен да се формира центар за срце токму во Кочани. Ке речете зошто и ке прашувам, сигурно се чудите зошто. Кочани има 6 кардиохирурзи раселени насекаде во светот. За жал, еден почина, мој роднина, кој што дури работеше на Стенфорд во Америка. Има сигурно десетина кардиолози. Дали 6 кардиохирурзи има Белград? Има, веројатно има. Меѓутоа, ако размислиме колку жители има Белград и колку жители има Кочани, ќе сватите дека тоа не е занемрлив податок. Би сакал тие луѓе да се обединат, би сакал тие луѓе да се поврзат меѓусебно, затоа што генерацијски се многу блиски. Тоа се плюс минус 5 години и верувам дека тие луѓе цел работен век можат да го истераат заедно. Како ќе ги привлечете назад? Веројатно никако, веројатно тоа не е возможно. Меѓутоа, ако градот досега на тие луѓе им покажеше дека не заборавил на нив, ако градот им покажеше дека градот мисли на нив, веројатно тие ќе најдеа начин да остварат некоја соработка. Она што можеби Македонија треба да го копира од Србија е формирање на регистар на наши македонски лекари секаде низ светот. Србија секој мај организира конгрес на српска медицинска дијаспора и главен покровител е кралското семејство на Република Србија. Така да многу години сум бил учесник и сум имал прилика да видам дека од Соединетите Американски држави
например, само од Мео клиника доаѓаат 20 срби, а тие 20 срби не доаѓаат сами. Туку секој од нив носи барем уште по еден американец или странец. И кога ќе соберете 400 или 500 умни глави на едно место, секако дека ќе дојдете до некои убави и пријатни решенија. Например, Кочани. Не знам дали знаете, Кочани има полуконцертно пијано, но Кочани нема ни четвртина апарат за компјутеризирана томографија. Значи, Кочани доби како подарок CT апарат кој што повеќе од 20 години бил во функција на клиниката за неврологија. И клиниката за неврологија го донираше тој CT апарат на Кочанската болница. Нормално се израдуваа сите, тоа не е мала работа, меѓутоа тоа е стар апарат и никој тоа не го спомна. Се изврши промоција, се ветува кули и градови. Се ветуваше дека апаратот ќе работи 24/7, дека тој апарат ќе послужи за диагностика на сите болести, на сите органски системи. Не знам каков е тој апарат, но, например, вие не можете да работите диагностика на болестите на кардиоваскуларниот систем ако тој CT апарат нема барем 64 детектори. Не слушнав дека некој тоа го спомна, не слушнав колку детектори тој има, не слушнав како средниот медицински персонал и групата на радиолошки техничари од Кочани се едуцираше за тој апарат и тој не проработи никогаш. Значи, таа вест ги пополни сите вестници, меѓутоа никој не спомна дека Кочани во тој момент имаше само еден специјалист по радиологија, кој што едноставно не може физички да стигне да го работи сето тоа. Ако немате CT апарат, вие немате болница, во современ смисол на зборот, и верувам дека не можете ни да се пофалите со фактот дека сте град. Значи, нам не ни треба полуконцертно пијано, тоа беше приоритет на еден од претходните градоначалници. Го немавме ниту тоа, значи добивме реновиран дом на култура и тоа е за пофал. Меѓутоа не се задоволуваме со полуконцертно пијано. Сакаме концертно пијано. И не сакаме четвртина CT апарат, не сакаме 12-тина CT апарат, сакаме CT апарат. Тоа е скапа работа. И тоа некој мора да го каже јасно и гласно. Значи, ние мораме да се погледнеме во огледало, да се прашаме себе си дали ние можеме да постигнеме нивото што го сонуваме. Ако сме сиромашни, тоа мора да си го признаеме и мора да знаеме дека тоа е скапа диагностика, дека медицината во целиот свет е исклучително скапа и дека некои работи за нас се можеби навистина недостижни и дека ние со тоа мораме да се помириме. Не би сакал да верувам во тоа, значи јас сонувам за една друга Македонија, многу поинаква. Практично мојата Македонија во многу нешта се разликува од мојата перцепција, значи мојата перцепција за Македонија во многу нешта се разликува од реалната слика во Македонија. Господин Коцев, потекнувате од лекарско семејство, но што беше пресудно да заминете од Македонија и тука да дојдете да живеете и да работите? Зошто Белград? Па таа 2003 година донесовме фамилиарна одлука, значи јас и моите родители дека ќе дадеме се од себе, ќе се жртвуваме на некој начин да постигнеме одредена цел, значи да добиеме образование кое што не можам да го добиам во Македонија, кое што на некој начин ќе биде поквалитетно и да дојдеме до диплома кое што нешто значи во светски рамки. Тој пат не беше лесен, не бевме поддржани од никого, значи тоа е буквално фамилиарна одлука и фамилиарна цел. Не бев стипендист на општина Кочани, уште помалку на Република Македонија. Тоа беше едноставно невидливо за сите таму. И едноставно го избравме возот за Европа, го избравме потешкиот пат, а не полесниот. И првата станица на патот кон Европа е Белград. За жал имавме пари за карта само до Белград, така да овде морав да излезам. Овде останав, еве непланирано 20 години овде се вработив. Овде направив еден огромен круг на пријатели, можеби дури поголем од они што ги имам во Македонија. Овде живеат само неколку членови на мојата поширока фамилија, но и во Белград сметам дека успеав да создадам собствен дом.
Угостителството е проценето со среден ризик, согласно годишниот план за работа, нивната методологија за работа, иако со новиот закон, значи во некои инспекцијски служби во државава имаме по еден инспектор.